Светскиот ден на шумите се одбележува во насока на промовирање на свеста за значењето, но и вредноста на шумскиот потенцијал. На оваа тема во студиото на Македонија наутро разговарам со господинот Кирил Сотировски, декан на Факултетот за шумарски науки. Добро утро и добре дојдовте. Добре најдов и благодарам за просторот и времето што ни го дадовте. Факултетот за шумарски науки, познатиот порано некогашен шумарски факултет, сега има ново име. Да, од пред околу 2 години продолжено е нашето име и е подескриптивно или поописно. Официјалното име на факултетот е Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг ХАНСЕ. Говориме на темата која што ни е водечка во денешното ваше гостување, одбележување на Светскиот ден на шумите. Која е темата на одбележувањето оваа година и генерално ќе ни кажете како вовед за значењето на шумите? Благодарам. Како и секоја година, светската ФАО задава тема која што се однесува на тоа на што треба повеќе да се посвети внимание при денот на шумите или Светскиот ден на шумите. Годинава темата е покажување на големото значење на шумите во однос на човековото здравје. И тоа е една модерна тема, која што би рекол е општо позната и сите на некој начин инстинктивно го знаеме тоа, меѓутоа постојат веќе огромен број истражувања и тоа убаво го видовме во прилогот кој што претходно одеше. Се истакнати тие сите значења за непосредното влијание на шумите и на урбаното зеленило, се разбира, врз здравјето на луѓето. И на таа тема можеме да говориме уште многу, ако сакате ќе одиме во детали некој. Така. Меѓутоа рековме, главната цел на одбележување на овој ден е промовирање на свеста за значењето и вредноста на шумскиот потенцијал. Знаеме ли да го цениме вистинското значење на шумите? Па јас би рекол дека не, за жал. И тоа не само на регионално или на државно ниво, туку на глобално ниво. Значењето на шумите е многу поголемо од тоа колку што им се посветува внимание. Веќе со децении наназад луѓето на учениците се свесни дека доколку не посветуваме поголеми ресурси и финансиски, и материјални, и интелектуални, меѓутоа и законски регулативи, шумите се, би рекол, во загрозена состојба и се доведува во прашање не само нивното здравје, туку генерално здравјето на планетата Земја и на состојбата на цивилизацијата. Ако шумите ни се дадени како богатство од природата, кое што ние го користиме и треба да го користиме, меѓутоа тоа користење треба да биде контролирано. Во таа насока и кога говориме за заштита на шумите, пред се треба да се бориме против неконтролираното сечење на шумите, а од друга страна па активно да се работи и на пошумување на одредени предели. Така е, допирате една од најжешките теми, би рекол. Шумите од аспект на неконтролирано сечење е само еден податок. На светско ниво, иако голем број површини биваат засадени со шуми, на светско ниво годишно се губат шуми или површина на шуми 4 пати поголемо од Македонија. Приближно колку територијата на Исланд, значи меѓутоа 4 Македонии да бидат обешумени, добиваме представа за колка тоа површина се работи. И волумен на дрво и така натаму. Сето тоа со цел да се урбанизира подрачјето, не водејќи сметка за последиците кои што настануваат од таквото неконтролирано сечење. И не само урбанизација, туку и освојување заради земјоделско земјиште, заради ресурсот дрво и така натаму, значи заради повеќе причини, урбанизацијата е и голема причина. И би рекол да, неконтролирано е на некој начин. Едноставно, цивилизацијата се уште не запира од оној свој порив да урбанизира, да стави во ред се што може и огромни површини, а тоа не води на добро. Значи, планетата мора, а особено шумите, мора да останат големи површини под шуми, мора да останат онакви какви што се. Каква е состојбата во нашата земја кога станува збор за шумите, нивното искористување, но и обновувањето? Терминот искористување треба што повеќе да го избегнуваме.
терминот искористување, користење се вулгарни термини кои што на некој начин се наследени од минатото, меѓутоа од времето кога шумите биле сваќани како гол ресурс, најчесто за дрво или евентуално за храна, и од таму етаблирањето на тој термин. Меѓутоа, не смееме веќе да го дозволуваме користењето, бидејќи тоа на некој начин ни влегува во подсвеста и се уште не остава во таа фаза шумите да ги третираме како неограничен ресурс, на кој што не му треба нега, кој што едноставно природно треба да се справи со тоа колку што се искористува, а не е така. Не е така. Мораме, значи, кон шумите да се посветуваме се повеќе, како на државно ниво, така и на глобално ниво. Имаме ли контрола во однос на параметрите, колку од шумите се под наводници искористува, а колку е потребно да се обнови и да се направи пошумување на одредени голи региони? Во смисла дали имаме податоци? Да, имаме. И кај нас имаме релативно прецизни податоци. За жал имаме и неофицијални податоци, кои што велат дека се сечат многу повеќе шуми беззаконски, незаконски, значи бесправна сеча на дрво, отколку што е законската сеча. И тука збориме за меѓу 20, некои проценки велат, и 50 милиони евра годишно од бесправна сеча. Тоа веќе задира во друг проблем, проблем на корупција, на организиран криминал, и тоа е многу сериозен проблем. Веќе не збориме за стихиност во искористувањето на шумите, туку за организиран грабеж. Така. А тоа е поголема тема и треба да се посвети повеќе внимание. Споменавте на почетокот дека тема на одбележување на годинешниот светски ден на шумите е здравјето, пред се здравјето, нели, на луѓето во однос на шумскиот потенцијал. Овде го споменавте и климатскиот аспект. А кога говориме за климатскиот аспект, шумите се најголема фабрика за кислород и извор за храна и суровини. И овде кога говориме за здравјето на луѓето, мораме да споменеме и социјалната улога, затоа што, нели, шумите се искористувани за рекреација и пред се за дишање на чист воздух, обновување на енергијата. Сето ова што го кажавте, ми остава малку простор да ве дополнам. Секако. Го кажавте тоа. Да. Би се задржал на некои научни аспекти кои што сигурно на гледачите ќе им бидат интересни во однос на здравјето и влијанието на зеленилото или шумите врз здравјето. Постои еден феномен кој што е наречен биофилија, нашата исконска поврзаност со природата, а тука спаѓаат и шумите. Луѓе во природа се поздрави не само по тоа како размислуваат или чувствуваат, туку се работи за биохемиски промени. Значи, тоа е мерливо што све се случува во организмот на човекот кога е изложен на природа. Такви истражувања се за прв пат од еден доајен во оваа област, Улрих, 1984 чинам, и тој го воведува тој термин или таа хипотеза за нашата поврзаност со шумите. Да речеме, интересни истражувања кои што неговата група ги спровела е дека луѓе во санаториуми, кои што во своите соби имале прозори, кои што гледале во природа, многу побрзо заздравували, биле отпуштани од болниците, отколку нивните колеги, би рекол, други пациенти во кои што биле лекувани во соби без поглед во шума и во природа. Тие останувале многу подолго, често пати имали полоши реперкусии од нивните заболувања. Значи, самиот поглед на зеленило прави кај човекот одредени промени кои што се реперкуираат краткорочно и долгорочно на подобрување на здравјето. Некако ми доаѓа да кажам дека за шумите треба да се грижиме како што се грижиме за нашето здравје, затоа што токму тие ни го даваат нашето здравје. Таа една тесна поврзаност, кажано на наједноставен начин. Да, со тоа што малку ви дополнил, не сме ни онолку добри во грижата за своето здравје колку што би требало, така да и тоа треба да го подобриме, меѓутоа секако во право сте, грижата за шумите мора да е, значи, стратешки интерес на цивилизацијата.
Во ова време на урбанизација, кога се повеќе се гради и се повеќе живееме во градски средини во кои што се соочуваме со голем сообраќаен метеж и загаден воздух од најголем број на причинители, токму урбаното зеленило представува едно вистинско богатство кое што треба да се трудиме да го имаме што е можно повеќе, но низ годините некако сето тоа не ни успева, па се помалку имаме градско зеленило. Во право сте и тука. Скопје беше град, се уште има зеленило, меѓутоа беше град познат на поголем простор како зелен град. Меѓутоа, големата урбанизација, освојувањето на и малкуто зелени површини, кои што доскоро беа општествени па се приватизираат заради такви намени, го ставаат урбаниот човек во една многу лоша состојба на стрес. Значи, не само од аспект на влошен воздух, термичко загадување, значи, зголемени температури во лето особено, тие познати топлотни острови, кои што не се случуваат на зелени површини, а се случуваат онамо каде што има згради, асфалт и бетон. Ќе кажам еден феномен кој што уште повеќе треба да не замисли. Урбаното зеленило сите као здраво за готово земаме дека го прочистува воздухот, без да разбереме како го прави тоа. Урбаното зеленило на вистина има способност, едноставно тоа се случува. Честичките, оние PM честички, толку познати, особено во зимските месеци кај нас, се натоложуваат на урбаното зеленило заради статички електрицитет и така натаму, и потоа биваат измивани во почвата. Со таа своја способност, ќе ја наречам, тие го прочистуваат воздухот и од PM частичките, не само од гасовите, кои што ги вградуваат, да речеме, CO2 и така натаму. Сега, кога сме кај влијанието на шумите врз здравието на луѓето, мораме да споменеме дека шумите се непроценливо рекреативно богатство и токму на оваа тема го имаме повторно Бранко Чупески, кој што со својот соговорник ќе ни ја представи темата. Бранко, доколку се слушаме, повели. Надоврзи се на темата од студиото. Сузе, се слушаме одлично. Уште еднаш добро утро, по трет пат, трета среќа, нели? Во зелениот дел на Скопје сме некаде во крај падините на Водно и ќе констатираме дека ниту еден град на светот нема планина, среде град, нема планина во центарот, особено не големите метрополи, каква што треба да биде нашата престолнина. Може да се пофали со тоа дека го има Водно, а не само Водно, туку и околни планини, кои што ја сочинуваат Скопската котлина, во која што некогаш беше прекрасно да се живее, меѓутоа денес со урбанизацијата која што ја споменавте и вие во студиото, едноставно скопјани имаат проблем. Не само Скопје, туку и целата Македонија, целата наша земја живее во планини и во шуми и токму поради тоа денеска на овој ден на зеленилото, на овој ден на шумите, разговараме и за моментот рекреацијата која што е бесплатна клиника за луѓето, а на оваа тема гостин ни е Виктор од Планинарската федерација на Македонија Антовски, подпредседател. Добро утро, добре дојде во емисијата Македонија наутро. Добро најдов, поздрав до гледачите. Да, темата е рекреативниот момент и шумите и зеленилото. Колку шумите и зеленилото, особено блиску до градските средини, придонесуваат за поздрав и поубав живот на луѓето? Па тоа е неизмерливо, значи без зеленило, без шума ќе добиеме пустина. Денски температури плюс 60, вечерни температури во минус, тоа би го добиле без зеленило. И ако се стремиме да го сечеме зеленилото кое што го имаме, се знае што ќе добиеме, пустина. Може ли Скопје да каже дека има доволно зеленило за рекреативците кои што поголемиот дел од денот сакаат да го поминат во зеленило и на планина? Па за жал, ако го гледаме градот без Водно, кое што го напомена како наше богатство овде за скопјани, сме далеку испод просекот, а со Водно сме негде изнад европскиот просек. Меѓутоа, ја мислам дека тоа е недоволно.
освен водно, кои други делови што се околу главниот град или во Македонија се, ќе кажеме уште еднаш, бесплатните клиники на кои што едноставно луѓето можат да поминат? Споменавме во разговорот предходно пред ова линковско вклучување дека во некои светски рамки е измерено околу 2 часа дневно во зелена средина и нема што да се грижиме нема потреба да се грижиме понатаму за здравието, и менталното и физичкото. Така е. Види, значи движењето во природа носи многу бенефити и придобивки по здравието. Значи, чистиот воздух и физичката активност се одлични предуслови за развој на психофизичко здравје, за здрав имунитет. Далечните источни култури, Јапонија уште од давнешни времиња имаат еден израз шумско бањање. Се мисли на бањање во чистиот планински воздух. Една неодамнешна студија го потврдува тоа и вели дека 2 часа поминати на планина кај испитаниците во испитната група имаат за 50% повеќе Т лимфоцити во крвта, за разлика од тие кои што не ги поминале тие 2 часа во шума, на тој чист шумски воздух, и придобивките се неизмерни. Значи, при физичка активност, хормоните, серотонин, ендорфини и така натака, благопријатно влијаат на здравието и на човекот. Како Федерацијата за планинарство на Македонија е вклучена во заштита на зеленилото кај нас? На сите можни начини. Значи, нема практично планината, односно шумата, се нашиот втор дом, ние така велиме. Постојано сме вклучени во пошумувањата. Изминатиот викенд, еве во недела, на Скопска Црна Гора, на местноста Спирова Колиба, со шумски насад од Пино Силвестре од Белбор, кој што ги обезбеди местната заедница Бродец, се насадија преку 100 садници на Белбор. Рачунајте дека едно дрво полнолетно со здрава развиена крошна произведува околу 260 килограми кислород, што е доволно за двајца. Значи, постојано садиме, значи планинарите се први кои што при пошумувањето, планинарите се први при гаснењето на пожари, затоа што планината е наш втор дом. И планинарите се први при чувањето на зеленилото, активното, со самото присуство и пешачењето низ планините, таму каде што се знае дека има планинари, едноставно нема да се осмели никој да дојде да подметне пожар или да се случува нелегална сеча или слично. Имате голем проблем со ограничувањето на движењето во текот на една година. Често сте лимитирани по 2, по 3 месеци. Како се сногате во тој период? Тешко. Значи, ова е еден апел до институциите на системот, затоа што ние како планинари сме први кои што ги чуваме шумите како наш втор дом, а сме обесправени од институциите на системот при ограничување во периодот кога има пожари, не можеме да се движиме низ шумите, односно тоа ни е отежнато, се бараат низа дозволи и така натака. Ова е уште еден апел до институциите на системот да ги олеснат тие мерки, барем за нас, за кои што шумите представуваат втор дом. Добро, ви благодариме за вклучувањето ова утро. Ќе ви посакаме што повеќе денови да можете да поминувате на македонските планини, да не се соочувате веќе со рестрикции, се разбира, да го чувате зеленилото, да ги чувате шумите, да ги чувате македонските планини. Впрочем, и затоа е овој ден да се разбуди малку свеста кај луѓето. Така е. Јас сакам еве за крај да ги поканам сите гледачи да бидат што почесто во шумите, што почесто да уживаат во планинските убавини и да го чуваат своето здравје. Благодариме, Виктор. Почитувани, тоа беше вклучувањето на тема рекреативците и шумите во главниот град, се разбира и во Македонија, и воопшто рекреацијата на човекот низ зеленилото. На Светскиот ден на шумите, се разбира, мораше да ги повикаме и оние кои што се првите чувари на планините, а тоа се македонските планинари. Слушнавте од излагањето дека тие се оние први во редот кои што го бранат зеленилото, кои што учествуваат во пошумувањето и кои што се најприсутни низ македонските планини. Сузе?
Бранко, ти благодарам многу за вклучувањето и секако надоврзувањето на темата која што ја имаме во студиото во рамки на одбележување на Светскиот ден на шумите со Кирил Сотировски, деканот на Факултетот за шумарски науки. И за крај на разговорот ќе дадеме една завршница со активностите кои што ги има факултетот во рамки на промовирање и истакнување на значењето на шумите. Факултетот е единствена високообразовна институција од тој ранг или на таа тема во државата. Со веќе навлеговме во 76-та година, значи со толку искуство зад нас. Во моментов имаме 3 насоки на факултетот. Сите би рекол се и апелирам до помладите слушатели, особено оние кои што допрва ќе се решаваат за некоја своја професија, дека шумарството и сродните науки се професија на иднината. Значи имаме 3 насоки, едната е шумарство, или би рекол класично шумарство, втората е пейзажна дизајнирање и третата е екоинженеринг и екоменеджмент. Сите 3 се сродни меѓу себе, покриваат и некои заеднички наставни содржини, меѓутоа и се разликуваат во доволна мера за да даваат кадри кои што се прилично специфични и стануваат експерти во тие 3 различни области. Повеќе за активностите на факултетот имаме можност во некое следно ваше гостување во Македонија наутро. Ви благодарам денеска што бевте дел од емисијата. Јас искрено се надевам дека ќе ни дадете таква можност и благодарам уште еднаш за просторот и времето. Благодарам многу.